Ставен парав за 500 милиони за општините и бизнисот. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во име на владата во Будимпешта го потпиша договорот за заем со унгарската Експорт-импорт банка. Со овие пари, покрај поддршката за компаниите и општините, се обезбедува ликвидност на буџетот. Со ваквиот потек се очекува економијата да расте и да се решат дел од горливите проблеми, особено на локално ниво. Половина од парите ќе одат за проекти за општините, за што веќе е распишан јавниот повик од Министерството за локална самоуправа, на кој се пристигнати 357 апликации од 80 општини, според она што досега е најавено. Откако ќе бидат избрани проектите со ресорните министерства, општините ќе ги добиваат парите преку наменска сметка. Со потпишување на договорот денеска обезбедуваме 500 милиони евра за буџетска поддршка, за поддршка на локалниот развој преку проекти во општините, како и за поддршка на економијата. Тоа беше повеќе од потребно за нашата економија, која во првиот квартал имаше многу слаба економска активност и бараше мерки кои ќе набрават раздвижување и забрзување на економската активност. Исто така, и реализацијата на проектите во општините представуваше неопходно затоа што и тие ќе имаат позитивно влијание врз економската активност, а дополнително со нив ќе решиме и горливи проблеми на граѓаните, информираше министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Со парите за бизнисот пак ќе се придонесе за инвестициски циклус над 500 милиони евра. Бизнисот ќе ги добива парите по истите услови кои ги доби Македонија од Унгарија, под услов да инвестираат во износот на средства кои ќе ги добијат. Заемот, како што информираа во повеќе наврати од владата, е со многу поволни услови. Рок на отплата од 15 години со вклучен грейс период од 3 години и каматна стапка од 3,25%. Според Димитриевска-Кочовска, поволните услови кои ги добиваме се благодарение на добрите политики кои ги води владата. Доколку би се издало нова еврообврзница, каматата би била двојна. Одлуката на владата да го обезбедиме планираното надворешно задолжување со буџетот за 2024 година преку билатерален заем од Унгарија, наместо со издавање нова еврообврзница, произлезе како резултат на поволните услови што ги добивме и за штедата што ја правиме само по основ на каматата. Каматните стапки по кои би ја добиле оваа сума на меѓународниот пазар се околу 6% и тоа е голема заштеда по буџетот по овој основ, односно заштеда на годишно ниво од околу 14 милиони евра. Пред да се потпише договорот беше изгласан закон во собранието. Средствата треба да легнат на македонска сметка до крај на неделава и ќе почне реализација на планираното.